Почитувани гледачи, ново издание на емисијата Граѓански прашалник. Човекот кој е научен на секого да гледа со љубов и почит, човекот кој е искусил и болката и 3 пати се спасил од сигурна смрт, авторот Ниче Димовски е гостин во емисијата Граѓански прашалник. Неговата девиза е дека вреди секој човек да се бори, да го има сето она што го прави среќен. Добре дојдовте во студиото на Канал Визија и во емисијата. И да ве запрашам, вие сте дипломиран економист, успешен бизнисмен и автор на 7 книги, но и човек кој предизвикува голем интерес со неговите предавања во градовите ширум државава. Кој е всушност Ниче Димовски? Јас сум Ниче Димовски, како што ги кажавте, писател сум автор сум на 7 дела, 6 дела се одех. Сега пред нас, 7-то дело е веќе при крај и според него ќе се работи сценарио за филм. Така да тоа е мојот сон и од се што би можел да кажам за себе е крајната цел на она што го посакував целиот живот, за кое 3 пати си имам спасено од сигурна смрт. Тоа е мојот сон за еден филм кој ќе ја прикаже Македонија во најубаво светло. И се надевам дека тоа ќе се оствари. Рековме дека 3 пати бевте блиску до смртта, но успеавте да ја пребродите и да ја надминете. Од оваа дистанца сега и од овој момент, која е формулата човек да успее и тогаш кога не може, и која е формулата за спас на човекот, односно на човештвото? Човек мора да верува, да знае што сака од животот. Кога знаеме што сакаме во животот, секогаш го добиваме. Најважно е да се направи првиот чекор. Кога знаеш каде одиш, секогаш ќе стигнеш. Ниеден брод не испловил од своето пристаниште да не знае каде плови. Истото се случува и со нас, луѓето. Ние мораме да знаеме што сакаме од животот. Ако знаеме како индивидуалци, ќе знаеме што сакаме и како колективна свест, како држава. Токму и тоа се случува во некои држави. Јапонците знаеа што сакаат по Втората светска војна и видите што направи. Земја која нема ресурси е една од 6 најмокни земји во светот со економија. Така да мора да знаеме што сакаме. Рековме дека сте автор на 7 книги, а вашата прва книга е најголемата вистинска тајна на светот. И тоа е едно дело за кое читателите кажуваат дека им го променила животот од корен. Потоа следеше втората книга, Вистината за вечноста. Што вие во овие книги принесувате и кои пораки ги праќате до читателите? Првата книга, Најголемата вистинска тајна, е сублимат на сите можни науки кои сум можел да ги сублимирам во една книга за да ја докажам мојата научна теорија. Мојата научна теорија е дека можеме да добиеме се што ќе посакаме и се заснова на тоа што ние правиме поврзување на истородни мисли кои се причина за создавање на точно одредена последица и секој од нас е само она што го мислел претходно и ништо друго. Луѓето не можат да разберат колка е нашата моќ. Во зависност од тоа каде ти се фокусираш, на што мислиш, тоа и го материализираш, од мисла го претвараш во вистина. И тоа ти се случува. И затоа потребно е никој да не обвинува никого, освен сам себе си. Во таа книга ги објаснувам сите формули, закони, дури и афирмации давам кои го поедноставуваат начинот како да се дојде до таа научна теорија и како да се остварат сите желби. Не постојат неостварени желби и неодговорени прашања. Можеме да добиеме се што ќе посакаме. Прашањето е дали тоа на вистина ние го сакаме. Дали имаме огнена желба за тоа што го сакаме. За се што сме имале огнена желба. Секој човек го добил тоа. И секој е она што го сакал претходно, зашто визуализирал, зашто се надевал, зашто имал копнеш и имал огнена желба. Така да, ние сме само она што го мислиме. Во втората книга објаснувам веќе една друга тема, се приближувам кон вечното филозофско прашање на кое никој не дал одговор. Кои сме, од каде доаѓаме, зошто сме тука и каде одиме. Доживувајќи клиничка смрт 97 година пред 20 на години,
бев внесен во еден паралелен свет за кој не сакав да говорам 14 години. Прочитав илјадници книги за да можам да поверувам во она што навистина се случило, бидејќи тоа беше премногу реално. Откривајќи дека постојат многу научници кои работат на тоа поле да докажат дека ние сме бесмртни, вечно постоиме, само го напуштаме нашето физичко тело и одиме негде во универзумот, обстојуваме негде. Значи, ние сме бесмртни во однос на душата, она што го носиме како информација. Откако издадов книгата, интересно е што позади мојата теорија застанаа двајца врвни научници, Стюарт Хемеров и Роџер Пенроуз, едниот од Аризона, едниот од Кембридж, почесни професори по математика и квантна физика. И тие изфрлија нивната научна теорија со која велат дека душата постои, се наоѓа во мозокот, во квантни цевчиња, значи квантни частички во цевчиња кои после нашата смрт продолжуваат негде да обстојуваат, значи нашата свест, информациите, се она што ние го имаме. Бидејќи јас токму тоа го почувствував кога се одвоив од моето тело, кога бев во клиничка смрт, бев свесен дека сум умрен, дека го напуштив телото, но јас продолжив да обстојувам. Се случи чудо, моите беа известени дека не постојат шанси да преживеам, но срцето не откажа. Јас се вратив едноставно во телото и се случи едно чудо за кое не сакав да говорам 14 години, за да не видам погрешно разбран. Но потоа сватив и видов дека многу луѓе го доживеале потполно истото. Токму во таа книга им објаснувам на луѓето како да ја преболат болката. Значи, кога ќе изгуби некој близок, болката трае многу долго, некогаш и вечно, кога е за своје чедо, за многу близок човек. Но ако знаеме каде одиме и дека ние сме бесмртни, тогаш болката ќе се намали и имаш некоја надеж, бидејќи надежта е вечна, таа последна умира. Токму тоа го објаснувам во Вистината за вечноста и таму го откривам методот кој го имам откриено во последните пресмртни мигови, бидејќи пред 20 години, како што ви кажав, се пробуди во болнички кревет, свесен дека веќе умирам. Бев спортиста, многу јак, но за жал во тие мигови почувствував дека не можам да помрдам ниту малиот прст. Бев свесен дека умирам. Додека и така ми започнува и книгата, велам, додека сонцето заоѓаше од мојата десна страна, си велев, сите пари на светот да ги имам, утрешниот ден нема да можам да го купам. Почувствував дека морам да преживеам и морав да го искористам она што сум го прочитал во илјадници книги претходно. Знаев дека можам да го изманипулирам мозокот, бидејќи знаев дека мозокот живее во сегашно време. Потребно беше, и независно што јас немав сила да мрдам, мозокот функционираше. Потребно беше само да извадам слики и да му направам плацебо ефект. 3 дена имаше мирување, но после 3 дена се случи експанзија. Значи мозокот поверува во тоа, подсвеста поверува и се случи една брза регенерација. Благодарение на тоа што го знаев, преживеав. Тоа се тие последни мигови каде што жалите единствено што не сте дале љубовта на оние кои сакате, што не сте ги гушнале, што не сте им кажале те сакам. И најмногу пошто жалите единственото нешто, што не сте ги оствариле своите соништа. Тогаш лежев неподвижен и реков, морам да преживеам. Не може смртта да е посилна од мене. Имам толку работи кои морам да ги остварам. Претходно работев по 17 часа, на мои 33 години, имав представништво на 4 фабрики, имав се, бев милионер, но тоа беше безцелно. Сите пари да ги дадев, не можев ни еден миг веќе да купам. И бев свесен за тоа. И токму затоа решив, си велам претходно, не го живеа животот, се надевав дека ќе живеам, но никогаш не живеам. Ќе преживеам и ќе ги остварам моите соништа. Всушност тоа се моите соништа, овие книги и тој филм кој се надевам дека ќе го снимам во Холивуд и ќе доживее голем публицитет. Од друга страна, прирачникот со техниката за креирање на позитивна енергија, најнаучи методот на законот на вистината, всушност е едно дело кое што е создадено за читателите, за тие да можат полесно, пократко и секојдневно да го читаат и да го применуваат најнаучи методот. Што
предвидува, односно што офеќа нанониче методот? Нанониче методот офеќа 7 дена. За 7 дена, значи, вие можете да си направите програма премногу едноставна, читајќи во книгата, и може да се промените толку многу што едноставно сами не може да се препознаете. Многу појако, можам слободно да кажам, и од Силва метод и од Ескалибур, бидејќи вие немате потреба да одите на предавање и немате потреба воопшто да го знаете авторот. Таму ви се сите насоки дадена. Првиот ден е среќа. Што значи тоа? И да си во најтешка депресија, бидејќи ние размислуваме во слики. Ако ги извадиме среќните мигови, да ги гледаме и да ги напишеме на лист 10 среќни мигови, тоа ја убива и најтешката депресија. Вториот ден е простување. Најважното нешто. Значи, чистење на умот. Бидејќи ние го труеме нашето тело, нашата душа со нешто кое не е обезличило некој човек, не навредил, не кажа лош збор, не обезличил, не повредил со нешто, не удрил шамар или било што. Ние постојано размислуваме на него. И тоа не повредува. Повеќе време трошиме за оние кои не ги сакаме, отколку за оние кои ги сакаме во животот. И тоа повредување не труе постојано. А начинот за да се ослободиме од тоа е премногу едноставен. Во вториот ден објаснувам кој е начинот да се ослободиме ние од луѓето кои немаме потреба да ги размислуваме. Да ми испратиме љубов. И велам многу интересно дека најсебична работа во животот е да им простиш на другите и да им посакаш се најубаво. Кога им простуваш на другите, значи ти тоа го правиш за себе, бидејќи твојата подсвест тогаш разбира дека ти сакаш добро за себе си. И тогаш започнува еден нов процес, менување на својата свест, своите мисли, и започнуваш да добиваш се што ќе посакаш во животот. Значи, едноставно го чистите умот од сето ѓубре што не ви е потребно. Таму исто велам дали ги чувате лушпите од портокалите што претходната година сте ги излупиле, значи ги фрлите, ги фрлате. За се е така. Понатаму, третиот ден е љубовта, па здравје и така натаму. За последниот ден да дојде како наслов за сакај се себе си. Ние луѓето не се сакаме самите себе си. Постојано си наоѓаме некои мани. Ке се видиш на огледало и постојано нешто ти недостига. Дали имаш некој вишок килограм или нешто не ти е добро фризурата. Постојано изнаоѓаме причина да не се сакаме. Значи ние мораме да се засакаме самите себе си. Затоа што ако ние не се сакаме самите себе си, ние не можеме да дадеме љубов на другите. Она што го немаш во себе си, ти не можеш да го дадеш на другиот. Неслучајно Херман Хесе рекол, кај другите го приметуваме она што го имаме во нас самите. Она што го немаме не возбудува. Така е за се. Ако си гневен човек, ако имаш омраза, приметуваш што имаат другите омраза и тоа те возбудува. Ако имаш љубов, ако си среќен, исто така го приметуваш тоа што е кај другите љубов и среќа. Така да тоа е дело кое книжарите велат дека е една од најпродаваните книги последниве 60 години, бидејќи многу луѓе успеа да се извлечат од депресија и од многу тешки болести и од најтешките болести на денешницата. Затоа што таму се објаснето е најсликовите што треба да правите во било кој тежок момент кога ќе дојде во вашиот живот, ви дава дури и афирмации кои треба да ги употребите. Точни формули, точни афирмации за вие да се извлечете од било каква ситуација во животот. Во книгата Бог е жив, детално ги опишувате моментите додека сте биле во кома и сеќавањата кои ги имате од тој друг свет, а пак во најновото дело Тајните на писателите испраќате порака до следните генерации како да ја напишат својата прва книга. Може ли писателот да научи други писатели и постои ли начин како треба да се пишуваат книгите или тие доаѓаат од срцето? Тие доаѓаат од срцето. Кај мене дојде од срцето на моја 16 годишна возраст, седнав и започнав да пишувам. После 3 месеци приметив дека јас немам доволно информации и знаење за да напишам книга, мада тоа беше книга за, може да се каже, за адолесценти. И еден ден пишувајќи, имав ќумбенце на дрва, видов дека не е тоа. Тоа ја земав и ја фрли во ќумбето и реков, ќе напишам книга на мои 44 години. Многу интересно нешто. И тогаш, навистина на мои 44 години, ја напишав најголемата вистинска тајна на светот. Постојано размислував
зошто не можам да најдам книга кај што некој дава Како се пишува? упатства, едноставен прирачник кај што можеш да видиш кај се грешките, кај се сопнуваш при пишувањето, едноставно ти го поедностави патот. Многу е полесно да газиш по пат кај што во снег, по патека кај што некој поминал пред тебе. И во еден момент, ова зима додека пишував седмата книга, ми текна дека таква книга навистина се уште немам сретната. Ја прашав мојата асистентка дали е тоа така, потоа таа ми рече дека навистина нема, потоа мојот ментор Венко Андоновски тој ми потврди дека нема такво дело. Седнав и ја напишав книгата, таа е ова овде што е пред нас. Навистина во неа има едноставни тајни кои даваат насоки како да напишете книга. Доколку јас ја имам, верувам дека 10 години порано ќе напишав книга. Тоа се сите тајни кои сум ги спознал јас, значи тоа е од моето лично искуство, но консултирајќи се со други писатели, приметувам дека истото и тие го знаат и тие го применуваат. Така да тоа дело е убаво да се прочита за сите оние кои сакаат да творат. Љубов се викам е насловот на книгата која што ќе го заокружи вашиот 20 годишен животен сон и која што сакате да биде на филмско платно. Како ќе ја реализирате оваа ваша идеја и кој се ќе му помогне на Ниче Димовски да го оствари филмскиот сон? Таа идеја ми се роди кога умирав пред 20 години. Едноставно знаев дека мора нешто да направам за мојата земја. И реков, значи толку невистини во книгите кои ги читав, толку украдена историја и методологија од соседите, на нашата македонска, значи сите соседи, и природно е тоа и нормално, кога немаш митологија и историја да крадеш туѓа историја. Токму затоа се случува она што се случува на Македонија. И тогаш бев свесен дека во иднина, со самиот интернет, со ова и денес што излегува на Facebook и сите тие социјални мрежи, многу е поедноставно да се информира светот, не да се промени историјата, туку да се дознае вистината. Сватив дека тоа можам да го направам преку филм. 20 години имав огнена желба, од која никогаш не отстапував, сон. Многу интересно е, кога умирате единствено жалите што не сте го оствариле својот сон. И тогаш решив, значи мојот сон беше да направам филм. Филм кој ќе биде најдобар. Не добар, најдобар. Ако досега земале 3 филма, 11 Оскари, јас цврсто верувам дека тој филм мора да земе 12 Оскари, да биде најскапо снимен филм досега во филмската индустрија, ќе заработи најмногу пари и ќе ја прикаже Македонија во вистинско светло. Ова што вие ја спомнавте, значи Љубов се викам, тоа е само првиот филм кој е снимен на Карибите. 99% на најубавите острови на Кариби се работи за една љубов која е безусловна и многу несекојдневна за нас луѓето, на две души кои се среќаваат веќе во трет живот. Првото среќавање е во времето на Александар Македонски, второто е во времето на цар Самуил и повторно, значи, нереализирана љубов, многу интересно, значи во времето на Александар Македонски, тие се млади, убави, јаваат коњи, девојката паѓа и погинува од бел коњ, а тој јава црн коњ, му умира на рацете на момчето и тој вели во името на оваа љубов. Додека му тече солзи, вели во името на оваа љубов ќе го освојам целиот свет. После многу кратко време станува цар и го освојува целиот познат свет. И кога умира, вели, јас сега доаѓам кај тебе, значи тој никогаш не ја заборавил таа прва љубов, таа чиста љубов, платонска љубов. Се случува нешто интересно во времето на цар Самуил. Тие повторно се среќаваат, тој оди на една свеченост, на еден бал во времето на цар Самуил и војната олигархија која го прередува и аристократијата, и тој гледа една девојка и одеднаш го привлекува, ја поканува да играат и тие цела вечер играат. Додека играат ги приметуваат другите, но еден кој е претходно заљубен, кој е од фамилијата на Васили, кој е братичет на Самуил, го намамува после неколку часа надвор на терасата и му забива нож на срцето. Девојката го бара и не може да верува дека тој е на терасата и умира. Оди го прегрнува и таа и умира во низините раце и тој само ја прашува дали си ти таа што падна од бел коњ. И таа вели јас сакав да те прашам истото. Значи
се случува нешто многу чудно. Универзумот сакал да испрати порака до нас за следната последна средба. И тој умира на рацете, значи првиот пат таа, потоа тој умира на рацете, а третата средба се случува случајно на Карибите. Значи тие се среќаваат. И тој ги знае сите информации, но таа не ги знае информациите. Тие испраќаат една порака со снимање на филм, кој се снима филми во Холивуд, добива 12 Оскари. Интересно е што тоа е порака до целиот свет за една безусловна љубов која ќе ја спречи Третата светска војна. Така е замислен филмот. Значи многу интересна приказна. Интересно е што вториот филм се снима 99,9 во Македонија. Ги прикажува сите убавини на Македонија. Се што е направено од 2009 година. И сите знаменитости и се она што е најубаво во нашата држава. Во сите сфери. Значи храна, планини, Кокино, Охрид. Тие шетаат низ Македонија и разговараат, а додека тоа го прават, таа му објаснува нему, а тој има флешбек и се враќа. 7000 кој го гледа торзото на Адам, таа му вели ова е направено го врляво. И еднаш тој се враќа 7000 години назад. Тоа видат многу јаки ефекти во филмот. И тој гледа човек во кожа како го прави торзото на Адам пред 7000 години, автентично. Одеднаш го гледа, ја гледа големата мајка. Истото му се случува, гледа како ја прави. Одат пред Александар Македонски и таа му вели ова е нашиот голем цар кој го освои пола тогаш познатиот свет. Тој кога гледа Александар Македонски му се прави флешбек и ја гледа Гавгамела, Херонеа, Граник, Ис. Значи тоа се толку јаки ефекти во филмот за кои веќе имаме добри предиспозиции да го направиме тоа, бидејќи во Македонија, колку што ви е познато, е една од најпрестижните фирми која работи за Холивуд за ефекти. И се надевам ќе помогнат и неколку наши млади сценаристи кои сега се во Холивуд и кои се многу успешни на тоа поле. Вашите пораки, вашите искуства, вашите сознанија до кои сте дошле, освен преку книгите, преку делата кои ги пренесувате до читателите, ги пренесувате до граѓаните низ предавања, низ директни средби и слично, кои предизвикуваат голем интерес. Во текот на октомври, во тек еден циклус и посета на повеќе градови. Јас би ве запрашала каков е интересот на граѓаните и од кога ќе го изслушаат вашето предавање, со какво задоволство го напуштаат тоа предавање и дали може на човек да му се помогне со збор, со некоја добра мисла да се разбие темнината во нивните срца. Една изрека во Светото писмо вели може да му се помогне само на оној кој сака, но никогаш на оној кој не сака. Значи интересот е многу голем и чудно е што многу луѓе биле заспани со години и одеднаш од едно предавање им се случуваат чуда. Барем така ни пишуваат на Фејсбук и во пораки. Многу луѓе се имаат извлечено од тешки депресии, од болести, а премногу едноставно. Значи, премногу едноставно. Само треба да ги промените вашите мисли. Единственото право кое ни е дадено нас луѓето од целиот животински свет е тоа да можеме ние да креираме со мисли и да создаваме се она што ние го сакаме. Значи, да создадеме една позитивна енергија за да можеме да добиеме се што ќе посакаме, бидејќи во просторот постои само енергија. Не постои позитивна и негативна енергија. Ние ја создаваме во нашиот ум, како и што само по себе не постои судбина. Судбина е лага, како и што ѓаволот е лага. Никој не видел ѓавол. Никој не може да каже дека тоа е судбина. Судбината е во нашите глави. Што се твоите мисли, тоа си ти. Ако мислиш на зло, ќе ти се случува зло и ќе станеш и повеќе од ѓавол. Ако спротивно на тоа мислиш на позитивни работи, ќе привлечеш позитивни луѓе. Законот за атракција значи функционира безпрекорно. Привлекуваш позитивни луѓе токму како твојата вибрација. Тоа го објаснувам во моите дела. Го чувствува секоја клетка и нашата аура е во пречник од 5 метри и ние ги привлекуваме позитивните луѓе. Ако си негативен, привлекуваш негативни луѓе. Затоа треба да бидеме многу внимателни со нашите мисли.
Дали покрај предавањата практикувате и индивидуални сеанси, доколку одредени лица имаат потреба за таква работа и го практикувате тоа? И помагаме на многу луѓе, но најчесто поретко да правиме сеанси, бидејќи им помагаме пишувајќи ни на Facebook, им одговараме, им креираме афирмации, затоа што се е во нив, како и што кажав. Можеш да му помогнеш на оној кој сака, но не и на оној кој не сака. Ако ти му напишеш афирмација, ако тој ја примени, може да се случи од најтешка болест за 72 часа да направи регенерација на телото. Бидејќи ти кога си среќен, тимусната жлезда, срцевата жлезда произведува те клетки и ги напаѓа абнормалните клетки. И тогаш за 72 часа може да се случи многу брза регенерација. Јас го имам тоа доживеано. Јас го имам тоа докажано. И токму таа е храброста што можам да го кажам. Но и науката и медицината застанува позади тоа, бидејќи тимусот произведува те клетки кои вршат регенерација и ги напаѓаат абнормалните клетки. Живееме во едно современо време, обседнати сме со врските, со работата, во едни стресни ситуации. Колку можеме да работиме на поттикнување на самодовербата и секако колку секој може сам себе си да си помогне? Секој може сам да си помогне. Доволно е само да ги промениме нашите мисли. Не постои нешто, како што кажав, што не можеме да добиеме. Не постојат неодговорени прашања. Но ние мораме да знаеме што сакаме. Значи, можеме да си дадеме на многу едноставен начин поттик да размислуваме на убавите моменти кои биле претходно во нашиот живот и да размислуваме на убавите моменти кои доаѓаат во нашиот живот. И нашата вибрација ќе биде на многу високо ниво. Постои еден научник во Америка кој направи скала и на таа скала ние луѓето сме на вибрација 235. На најниско ниво од 30 до 35 е скалата на срам и самосожалување. Токму тие луѓе што се срамат и што се самосожалуваат ги напаѓаат најопасните болести. Затоа треба да бидеме внимателни. Никогаш не смееме да се срамиме и да се самосожалуваме. Мораме да имаме самодоверба и да знаеме што сакаме од животот и да го побараме тоа, бидејќи кога бараме, законот за атракција, за привлечност, ни го дава сето тоа. Универзумот ни испраќа подароци, ако ние не ги земеме, тој се ги враќа назад. Како да се потисне стравот? Како да се потисне злото, односно како да се потиснат негативните мисли? Премногу едноставно. Спротивно, аналогно спротивно на она што го размислувате, ако вие сте во депресија, ако имате негативни мисли, променете ги само мислите. Спротивно на тие негативни мисли, започнете да размислувате на нешто што е позитивно. Ако мислите дека ќе бидете сиромав, започнете да размислувате дека ќе бидете богат. Ако сте болен, нема потреба да размислувате дека ќе бидете уште поболен, размислувајте дека ќе бидете здрав. Самата промена на мисловниот процес прави едно чудо во нашиот ум. Подсвеста е најмоќната фармацевтска фабрика во нашиот ум. Сите фармацевтски фабрики во светот не може да го произведат лекот за одредена личност која боледува од некоја болест. Подсвеста може да го произведе. Да го направи, да го лачи во телото и да се случи брза регенерација. И ако треба во неколку реченици да се каже што е тоа што треба да не мотивира, што е тоа што треба да го правиме за да бидеме пострекни и за да бидеме тоа што сакаме ние навистина да бидеме, а не да глумиме пред себе си или пред светот, кои би биле тие препораки? Мораме да бидеме свесни дека науката вели 92% од стравот што го чувствуваме е негативен страв. Само 8% е позитивен, поточно реален страв. Ние премногу се плашиме за се и сешто. Се плашиме за нешто што никогаш можеби нема да се случи. Одредени луѓе се плашат, имаат се клаустрофобични, од затворен простор, од отворен простор, од лифт и така натаму, многу фобии. Сето тоа е имагинација во нивниот ум, во тоа што тие поверувале, а тоа реално не постои. Реален страв е кога вие сакате да поминете преку некоја брза река, а нема мост, па нормално ќе се удавите, или сакате на семафор да поминете на црвено кога сите стојат, па нормално ќе ви удри кола, или сакате на врвов на зградава да продолжите да се движите, па нормално дека ќе паднете. Значи тоа е позитивен и реален страв. Ние луѓето се плашиме од се и се што, тоа го прават негативните луѓе и негативните медиуми. Многу е опасно
кога си во средина со негативни луѓе, а уште поопасно е кога гледаш негативни медиуми. Затоа луѓето треба да разграничат. Едноставно, да стават граница на медиуми кои рефлектираат негативност, кои започнуваат вестите негативно, кои говорат за негативни работи. Значи, не морате тоа да го гледате, нарочито не пред заспивање, бидејќи подсвеста не знае за шала. Таа го абсорбира тоа и во текот на ноќта вие имате кошмари и спиете многу лош, наутро кога станате сте ненаспани. А не сте свесни кога сте гледале сигурно некој страшен лош филм или на вести сте виделе милион работи кои немало потреба да ги ставите во вашиот ум. Тоа е ѓубре кое го внесуваме во нашиот ум и со кое го труеме нашето тело. На многу едноставен начин можеме да го оствариме она што го сакаме. Да знаеме, најпрво да знаеме што сакаме, да бидеме свесни дека мозокот живее во сегашно време, да бидеме свесни дека ние имаме контролен систем, подсвест, значи мозокот се дели на два дела, подсвест кој има контрола на се она ние што мислиме. Понатаме одејќи имаме втор контролен систем, пептиди, кои ги слушаат сите мисли за кои ние размислуваме. Значи, кај нив нема промашување. Тие точно знаат што вие размислувате и така се создаваат и точно таква војска создаваат, прават зависност. И затоа се зависностите од алкохол, од дрога, од цигари и така натаму. Ако сте насочите на љубов, на здравје, на среќа, вие создавате такви пептиди и ви се случува такво чудо. Понатаму одејќи имаме контролен систем врз контролен систем, тоа е водата, за која еден јапонски научник Емото и Руската академија на науките потврдува дека водата има меморија. Значи, ние не можеме да го излажеме нашето тело, бидејќи сме 80 до 85% вода. Се што ние помислуваме, значи тоа го чувствува водата, секоја молекула во нашето тело, а науката вели дека една молекула има 2 милиарди вибрации во секунда. Се уште не може нормално, нема апарат со кој може да се измери, но проценките се дека има 2 милиарди вибрации. Тоа значи дека сензибилитетот е премногу голем. Секоја мисла веднаш ние ја чувствуваме. А одејќи понатаму па се случува и врз тоа уште еден контролен систем. Фотоните кои се наоѓаат во секоја клетка од нашето тело. Затоа треба да внимаваме, да веруваме во тоа што го сакаме, да се промениме, да ги промениме нашите мисли и да им испраќаме љубов на сите, дури на најголемите непријатели, бидејќи ниедно зло не може да одолее на љубовта. Најопасното оружје во овој универзум е љубовта. Сега да кажеме и една практична информација за нашите гледачи, каде може да ги најдат вашите книги, дали може да се изврши праќање по пошта, каде можат вас да ве контактираат и кои се адресите на социјалните мрежи и кои се вашите контакти? Овде во Прилеп ги имате во книжарите, ги имате кај Раде, во неговата книжара, ги има во Тинексите, ги има во Зегин, така да можеме и исто и да ви испратиме од книгите, така да секој кој и во библиотека исто ги имате, значи оној кој не може да си дозволи да ги купи, мада цената е многу пристапна, затоа што внимаваме на тоа. Овие книги се за едукација, не се книги од кои некој ќе заработи. Слушам си, никој не може да заработи од книги, реално да збориме. Тоа е илузорно и токму затоа имаме дадено подарок на сите библиотеки во Македонија, исто така и кај вас во градската библиотека. Секој што сака да ги прочита може да си земе во градската библиотека. Може да ве контактираат и на социјалните мрежи? Така е, да, може да не контактираат. Имаме 20.000 фанови на 4 профили. Да не се забунат доколку негде не можеме да ги прифатиме на некој од профилите, бидејќи некои профили се полни, но може да не следат. Со кликнување на едно дугме може да не следат постојано, може да ни пишат, ќе им одговориме. Работи цел тим на тоа, бидејќи се премногу фанови и природно и нормално е цела екипа да работи на тоа. Ви благодарам за разговорот и за учеството во емисијата, а ви благодарам и вам, почитувани гледачи. Беше тоа емисијата Граѓански прашалник, во која што наш гостин беше Ниче Димовски, со кого говоривме за неговите дела и секако за техниката и искуството кој тој го стекнал низ животот. Пријатно со програмата на Канал Визија.